Распишан тендерот за доизградба на браната на река Отиња. Со ова се очекува до крајот на овој месец да се избере изведувач, а браната да биде завршена до 2026 година и да почне да се користи од страна на граѓаните од Штип, но и од регионот. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски посочи дека проектот е од големо значење, бидејќи освен за наводнување, езерото ќе се користи за рекреација. Издвоени се дополнителни 2 милиони евра за доизградба на долговетуваната брана на река Отиња. Вчера се распиша тендер за доизградба на браната на Отиња, што конечно ќе значи завршување на овој долговетуван проект. Определивме 2 милиони евра дополнително за завршување на браната. Тендерот е веќе активен. Очекувам на крајот на овој месец да имаме избран изведувач. Вкупната вредност ќе оди некаде на околу 8 милиони евра кои што ќе се инвестираат во изградбата на оваа брана. И оваа брана има значење не само за градот Штип, туку за целиот регион, затоа што покрај за наводнување, ова ќе е и езеро за рекреација и ќе значи многу за сите луѓе од Источна Македонија да можат летните денови да ги поминуваат тука. Она што е Моровското езеро за Западна Македонија да стане браната на реката Отиња за Источна Македонија, и ова е навистина еден проект кој што беше потребен, многу влади го ветувале, но останал на ветувања. Еве конечно со тоа што вчера се распиша тендерот ќе го завршиме. Можам да ветам дека до крајот на 2026 година езерото ќе е изградено, ќе е готово и веќе од 2027 година од летната сезона ќе може да се користи. Ова е од големо значење и за градот и за граѓаните, посочи градоначалникот Иван Јорданов. Додава дека на ваков начин Штип добива една модерна инфраструктура и сосем поинаков лик. Навистина ми е драго што и браната на река Отиња добивме позитивни информации дека ќе продолжи да се гради со засилен интензитет и навистина Штип наликува на едно огромно градилиште кое што не само што ќе ја подобри постоечката инфраструктура, туку ќе се создаде и нова, а со тоа ќе се додаде вредност. Вкупно само оваа година во Штип се инвестирани средства од буџетот на Министерството за транспорт и врски во висина од 12,5 милиони евра. Николовски најави дека наредната година оваа сума ќе биде зголемена.